А овој пат ќе зборуваме на тема православен образовен летен камп и јас сум овој пат во едно прекрасно друштво, односно во друштво на Илијана, Јован, Драги Анастасовски теолог и Александра Гугучевска, кои што се исто така дел од организацијата. Меѓутоа, пред да преминеме на темата, да ги слушнеме прво изјавите на дел од оние дечиња кои што беа во овој летен образовен камп. Здраво на сите, јас сум Софија Жежовска и доаѓам од Битола. Имам 12 години. На овој летен православен камп Свети Нектари Битолски од Битола сум дел за прв пат. Многу сум среќна бидејќи тука стекнав многу нови пријателства и најважно од се, научив многу повеќе за нашата вера и за Господ Исус Христос. Ова за мене ќе остане на големо искуство кое мене ќе ми трае за цел живот. Му благодарам на Бога што имав прилика да учествувам на овој преубав камп. Здраво на сите, јас сум Матеја Богдановска и доаѓам од Словенија. А ти? Јас се викам Матеја Богдановска и ја имам 8,5 години и јас сум од Скопје. На овој православен летен камп се научивме дека на христијаните се што во животот им потребно е Бог. Бидејќи да немаш ништо, кога имаш Бога, имаш се, а да имаш се без Бога ништо не е вредно. А бидејќи Бог е љубов, се што ние треба да правиме во животот е да сакаме и да бидеме сакани, да даваме и да примиме љубов. Така слушнавме дел од изјавите на оние дечиња кои што беа на овој летен образовен православен камп. Меѓутоа, еве јас ќе ја прашам и Илијана. Илијана, што научи ти за време на овој престој? Јас за време на летниот камп научив многу за верата, за религијата, стекнав нови пријателства и нови знаења. А дали научи и да пливаш? Да. Можев да забележам преку фотографиите дека исто така имавте посета и на цркви и манастири, меѓутоа и посета на Охридското езеро. Но разбрав дека таму и не сте користеле мобилни телефони. Да. Тоа е една придобивка, ќе речам, плюс, така? Да. Ајде сега, Јован, ти да ми кажеш како ти, што ти научи и како си помина? Јас научив многу работи за православната вера, научив како да растеме во доброто и љубовта, запознав нови другарчиња, се дружевме, се капевме во Охридското езеро, но имавме и активности што беа во наша духовна корист. Дали ти се одмори од мобилниот телефон? Дали таму воопшто ти не достигаше? Не, беше многу убаво организирано и беше убаво што ни беа одземени телефоните. Дали сакаш повторно следната година да бидеш дел од тимот? Да, би сакал следната година да одам пак на овој православен камп. Значи сега со обновени знаења и со нови сили ќе почнете нова училишна година. Драги Анастасовски теолог, вас ќе ве прашам за мисијата на овој православен образовен летен камп. Да, ви благодариме на честа и поканата. Сакам да кажам дека ние возрастните имаме свет долг кон децата, кон младите, да ги запознаеме со највозвишената реалност на овој свет, дека сме возлюбени, сакани рожби, чеда на едниот Бог во Тројца, кој не создал од љубов, не привел од небитие во битие, ни дал живот и постојање, не повикува на вечна љубовна заедница со Него. Тоест, само во заедницата со Бога, ние стекнуваме вечен онтолошки идентитет, почнувајќи да се остваруваме како личности и овде и сега, за она за што сме создадени и повикани. Се вели, се да имам, ако Бога го немам, ништо немам, и ништо да имам, ако Бога го имам во заедница со нас, значи се имам. Затоа духовната цел на летниот камп беше преку богата интерактивна настава, асоцијации, игри, преку учество на Света Божествена литургија, децата да дојдат до спознавање на самите себе, на Бога и на ближните, бидејќи ближните ни се педагогија за наше смирение и кротост, бидејќи преку ближните го добиваме и патот до Бога. Учевме дека најтешко во животот е да бидеш човек, да го сочуваш образот, честа и достоинството. Учевме дека највозвишената цел за нас христијаните е да го стекнеме Царството Небесно, како вели нашиот Спасител, барајте го најнапред Царството Небесно, се друго ќе ви се придода. Да учевме дека најхрабрите луѓе на планетата Земја се они што знаат да се извинат, да се покајат за своите греови, да простат на другите и секако да ги сакаме ближните
па дури нашите непријатели, како што не поучува. Па така да се надеваме нашите, знаете, да вложуваме, да се даваме, пред се да сведочиме, а Бог е тој што дава благодат и радост кај децата, да бидат нашите утре синови керки достојни чеда на Господи и радост на семејството и на државата. Благодарам многу. Еви имаме време уште Александра Гогучевска, телото организацијата, да ја прашаме за програмата која што беше содржана за време на овој летен камп. Колку дечиња исто така беа вклучени во овој летен камп и во чија организација беше? Беа вклучени околу 40 деца. Беше во организација на мисионерскиот центар Свети Нектари Битолски. Благодарение на неколку благочестиви семејства од диаспората, Бог благослови и годинава да се одржи овај летен православен образовен камп. Нашите активности беа во смисла на да има богата духовна, но и забавна и културно спортски рекреативни активности. Го почнавме кампот со Света Божествена литургија токму од тука, од храмот на Пресвета Богородица во Битола, со благослов на владиката Петар. Потоа го посетивме домот за стари лица Сјурајдер. Потоа бевме во манастирот Света Ана во село Маловишта. Во текот на кампот имавме посета на неколку манастири: Свети Наум Охридски, Свети Климент, Свети Јован Канео, Катедралната црква на Света Софија во Охрид. Потоа за Илинден бевме на Света Божествена литургија во црквата Свети Ѓорги во Ресен. И кампот го завршивме со Света Божествена литургија во манастирот Успение на Пресвета Богородица во село Јанковец. Имавме часови по веронаука со професорот Драги Анастасовски, имавме часови по византиско пеење со протопсалтот Игор Гулевски, имавме часови по православен иконопис со професорката Анкица Стевановска, имавме часови со специјалист по семејна медицина доктор Елизабета Костовска Прилепчанска со теми од здравството кои се од интерес за нашата возрастна група на деца кои ги беа дел од кампот. Со оглед на тоа што ги наполнивме доволно духовните батерии, имавме време и простор да имаме и добар забавен дел. Имавме планинарење, имавме многу игри, спортски карактер, игри на плажа, капење, ора, дружби, песни и така. Јас верувам дека ова се можеше да се забележи од фотографиите кои што одеа во позадина, верувам како инсерти. Ви благодарам за ова утринско гостување и